Почитувани представници на медиумите, добродојдовте и од мене. Драго ми е што ве гледам тука. Како што веќе знаете, досега Централната банка на редовна основа 2 пати во текот на годината прави подцелосно согледување на најновите макроекономски движења и врз основа на тие иницијални услови, тие движења и мајки ги во предвид и очекувањата на среднорочниот период изготвува нов сет на макроекономски проекции. Моите колеги, стручната служба, дирекцијата за макроекономски истражувања, што туку заврши со проекциите и токму денес сме тука да ги споделиме со вас нашите видувања за среднорочниот период. Во текот на проекцијата ќе се осврнам на 3 битни столба. Првиот столб се предпоставките. Знаеме дека секогаш веројатноста за остварување на проекцијата во голема мера зависи од релевантноста на предпоставките кои што се користат. Потоа ќе го презентирам макроекономското сценарио во главните сегменти, реалниот сектор, екстерниот сектор, монетарните движења, а секако ќе зборувам и за ризиците кои што го проследуваат ова макроекономско сценарио. Првиот фокус на предпоставките за нашите макроекономски проекции. Очекуваме прво понатамошен раст на глобалната економија и раст на странската побарувачка како важен стимул за домашниот извозен сектор, но со побавно темпо од априлските оцени и пропратено со поизразени надолни ризици. Понатаму очекуваме задржување на релативно стабилен домашен амбиент, пропратен со политики за поддршка на странските и домашните инвестиции кои што се клучни за економиите од наш вид и со наша структура, политики за поддршка на личната потрошувачка, како што и веќе беше комуницирано во јавноста, и се во ова да не резултира со позначајни неповолни ефекти врз довербата на економските субјекти и нивните одлуки за инвестирање и потрошувачка. Значи, генерално, очекуваме задржување на стабилен домашен амбиент, како една од клучните предпоставки за нашата проекција. Потоа очекуваме понатамошен раст на активноста на постојните капацитети ориентирани кон извоз, како еден специфичен структурен фактор на домашната економија, кој придонесува за солиден раст на извозот во целиот овој посткризен период и во голема мера ни помага да се соочиме со предизвиците кои што доаѓаат од надворешното окружување и кои што воедно значи и на тамошна трговска интеграција на нашата економија, а за малите економии прогресот е речиси невозможен без постигнување повисока трговска интеграција. Понатаму предвидуваме продолжување на циклусот на јавни инфраструктурни инвестиции и раст на приватните инвестиции, што ќе има не само краткорочни ефекти врз растот, општо е познато дека капиталните вложувања во основа го сколемуваат долгорочниот потенцијал за раст на секоја една економија. Понатаму во однос на фискалната позиција, јавните финанси, очекуваме продолжување на процесот на постепена фискална консолидација, согласно со среднорочната фискална стратегија од мај оваа година. Како што знаете, во тек е буџетскиот процес за 2020 година, во тек е изготвувањето и на новата фискална стратегија, но тие се уште не се готови, ние само делумно градуваме од новите очекувања. Но по публикувањето на овие битни документи ќе направиме повторна преоценка. Имајќи ја предвид отвореноста на нашата економија, јасно е дека екстерното окружување игра клучна улога и за домашните варијабли. Оттаму накратко би се задржала на предпоставките кои што ги користиме за надворешното окружување. Во основа најновите проекции на меѓународните финансиски институции упатуваат на натамошен раст на глобалната економија, но се прави надолна корекција на овој раст и негово забавување, односно во овој случај јас конкретно реферирам на бројките од последниот светски економски преглед на Меѓународниот монетарен фонд, според кој што се очекува забавување на глобалниот раст од 3,6% во 2018 година на 3% во 2019 година. Две клучни одлики на ова забавување се: прво, тоа забавување е широко дисперзирано, значи е присутно и во развиените економии и во брзорастечките економии и економиите во развој, и второ, она што е исто така доста значајно, е забавувањето е во основа сконцентрирано кај преработувачката индустрија. Таа има значаен придонес во овој забавен глобален раст.
Што значи овој глобален контекст по-конкретно за нас? Тоа го гледаме преку податоците за странската ефективна побарувачка, која што е индикатор за случувањата кај нашите најзначајни трговски партнери. Овие нови движења значат и надолна ревизија на странската ефективна побарувачка, односно за 2019 и 2020 година се очекува раст, значи и натаму е раст, но тој раст е надолно ревидиран. Сега очекуваме 1,1% и 1,4%, наспроти очекуваните 1,4% и 1,6% во април, што главно, ако се погледне структурата географска, од каде доаѓа ова забавување, се гледа дека е од забавувањето на германската економија во најголема мера. Во 2021 година се очекува умерено забрзување и на глобалниот раст и на странската ефективна побарувачка, глобалниот раст да забрза благо на 3,4%, а странската ефективна побарувачка на 1,6% соодветно. Во основа ова значи дека барем сегашните очекувања се привремено забавување на глобалниот раст, а понатаму од 2021 година постепено опоравување. Меѓутоа, треба нормално да следиме, бидејќи во последниот период на континуирана основа се прават надолни ревизии. Кои се ризиците околу овие проекции за глобалниот раст? Во основа тие остануваат исти како и досега, трговските тензии, кои што започнаа во голема мера 2018 година, се интензивираа во натамошниот период и сега прашањето е дали натаму ќе има смирување на овие трговски тензии или пак има натамошна ескалација, што е тешко било кој да предвиди. Понатаму друг фактор кој што влие на ризиците околу глобалниот раст, тоа се геополитичките ризици, можното затегање на финансиските пазари, односно помалку поволни услови за финансирање на реалниот сектор и секако излезот на Велика Британија од Европската Унија. Генерално што значи ова? Ова значи помалку поволно надворешно окружување од априлските проекции. Меѓутоа, во основа, значи, се уште зборуваме за раст. И глобален раст, и раст на економијата на нашите најзначајни трговски партнери. Во линија со послабите изгледи за економскиот раст, се очекуваат и пониски цени на примарните производи. Ние, на нето основа, во голема мера сме и увозник на примарни производи. Поконкретно може да ги погледнеме позначајните примерни производи, кои што ние ги зимаме во предвид, поексплицитно во текот на циклусот на проекции, нафтата, например. По изразениот раст во изминатите 2 години се очекува пад на цената на нафтата. Просечниот пад за овие 2 години е проектирано до околу 7%. И ова значи нешто поголем пад во однос на тоа што беше очекувано со април. Секако би сакала да потенцирам дека кога станува збор за примарните производи, особено цените на енергенсите, присутна е голема волатилност. Кај цените на храната, како што споменав, тие се ревидирани во надолна насока, кај повеќето метали, исто така корекциите се во надолна насока, например надолна ревизија на цените на бакарот и на челикот, меѓутоа пак има нагорна ревизија на цените на никелот, што е позитивно за нас, со оглед на значајното учество на овој метал во извозот. Понатаму странската ефективна инфлација, која што ние користиме како агрегатен индикатор за увезените цени и таму очекуваме мала надолна ревизија, 1,5% да изнесува таа и 1,6% во 2019 и 2020 година, што значи практично надолна ревизија од 0,1 и 0,2% во однос на април соодветно. Што значи сево ова како услови на размена? Тоа значи генерално по поволни услови на размена со можни позитивни ефекти врз билансот на плаќање и инфлацијата. Сега накратко да го презентирам макроекономското сценарио. Прво би почнала со проекцијата на бруто домашниот производ. Како што знаеме, по стагнацијата на економската активност во 2017 година, веќе од 2018 година се забележуваат попозитивни придржувања од овој сегмент, особено од втората половина на 2018 година и за целата измината година беше остварен раст од 2,7%. Овие
поволни поместувања продолжуваат и во првата половина од оваа година, кога растот изнесува 3,6%. Податоците за третиот квартал се уште не се расположливи, но расположливите краткорочни индикатори, како например индустријското производство, трговијата, градежништвото, упатуваат на продолжување на трендот на растот и во третиот квартал. Имајќи ги во предвид овие иницијални услови, овие досегашни остварувања, како и претпоставките за кои што претходно говорев, во периодот на проекции понатаму се очекува раст на домашната економија, 3,5% во 2019 година и постепено заврзување на растот, умерено секако, 3,8% во 2020 година и 4% на среден рок. Што значи ова во споредба со нашите априлски проекции? Во основа не правиме со оглед на остварувањата тековни, не правиме поголеми промени во вкупната динамика на раст, но присутни се одредени промени во структурата на растот, нешто понеповолен придонес на нето извозот, што делумно рефлектира и помал глобален раст и помала странска ефективна побарувачка, а по поволни придвижувања кај домашната побарувачка. Сепак би потенцирала и покрај тоа што ги задржуваме оцените за растот на средниот период, ризиците за растот се, би рекла, понеповолни во споредба со април со оглед на досегашните образложенија за случувањата во глобалниот контекст. Кои се факторите кои што очекуваме дека ќе бидат двигатели на растот? Во просек на среден период очекуваме извозната побарувачка да остане битен фактор за нашиот раст. Очекуваме да продолжат позитивните ефекти од индустријските капацитети со странски капитал, но и од одредени сегменти на традиционалниот извозен сектор при натамошен, иако поумерен, раст на странската побарувачка. Очекуваме позитивен стимул врз растот и од инвестициите, односно по неповолните движења во 2017 кога инвестициите стагнира и 2018 кога остварија пад, во првото полугодие од оваа година инвестициите остварија раст и очекуваме во следните 3 години натамошен раст на инвестициите, нивен позитивен придонес кон растот, при заврзување на јавните инфраструктурни инвестиции, на тамошен прилив на странски директни инвестиции, како и на тамошна склоност за инвестирање на приватните субјекти, поддржана од кредитирањето страна на банкарскиот сектор. Позитивен придонес очекуваме и од личната потрошувачка при солиден раст на реалните плати, зголемување на вработеноста, раст на масата на пензии, приватните трансфери и на тамошна кредитна поддршка од страна на банките. Сведоци сме дека во изминатиот период банките обезбедуваат стабилна, солидна поддршка на сегментот домакинства, во просек кредитите кон домакинствата растат за околу 10% во последните 5-6 години. Движењата на пазарот на трудот продолжуваат и оваа година да бидат поволни, како што спомнав, има присутен е на тамошен раст на бројот на вработените, расте платата, масата на плати, сето ова е во функција на натамошна поддршка на личната потрошувачка. Во однос на проекцијата на инфлацијата, правиме надолна ревизија на инфлацијата и за оваа година и за наредната година. Сега очекуваме 1% оваа година, наредната година 1,5% и ова всушност значи надолна корекција за 0,5% поени. Причините поради кои што ја правиме надолната корекција на инфлацијата се прво досегашните остварувања, значи имаме пониски остварувања во однос на нашите очекувања во досегашниот период и второ сите предпоставки кои што ги користиме за проекциите на инфлацијата се надолно ревидирани. Тука пред се мислам на увозните цени кои што се значајна детерминанта на нашите цени. На среден рок ги задржуваме проекциите од априлскиот циклус непроменети, односно инфлација од 2%. Во периодот на проекција не се очекуваат позначителни притисоци од домашната побарувачка во услови на оцена на релативно мал позитивен производен јас.
Ризиците за проектираната патека на инфлацијата главно се поврзани со неизвестноста околу увезените цени, а особено цените на енергенсите. Во однос на екстерниот сектор, вообичаено го анализираме билансот на плаќање, кој што е многу значајна компонента, покажува што се случува во однос на девизните приливи, а тие пак се многу значајна детерминанта и за нивото на девизните резерви, кое што пак нас ни е клучно со оглед на тоа што имаме стратегија на одржување на стабилен девизен курс на денарот во однос на еврото. И натаму очекуваме одржување на умерен дефицит во тековната сметка на среден рок, имено и досега, ако ги погледнеме остварувањата во последниве 5-6 години, присутен е тренд на континуирано намалување на дефицитот на тековната сметка, а главната причина за тоа е трговското салдо во услови на солидни остварувања на капацитетите во странска собственост, но и на традиционалните сегменти. Во изминативе години дефицитот на тековната сметка во просек изнесуваше само 1,3% од БДП, што е значајно пониско од некој наш историски просек. Во периодот 2019-2022 година се очекува умерено, сепак тоа е умерено проширување, во просек дефицитот околу 1,5% од БДП, во услови на помал суфицит кај секундарниот доход, тука пред се мислиме на приватните трансфери, кои што навистина достигнаа високи нивоа и одиме со попрудентен пристап, очекуваме дека релативно од нивното учество во бруто домашниот производ ќе се намали на среден рок. Понатаму умерено зголемување на дефицитот кај примарниот доход очекуваме и мало влошување на трговското салдо во 2019 година, а потоа продолжување на динамиката на тамошно стеснување на трговскиот дефицит, кој што е клучен структурен предизвик за нашата економија. Во однос на априлските проекции, овие нови проекции значат нешто повисок дефицит на тековната сметка, но генерално останува проценката за низок дефицит, односно ниска ранливост од овој аспект на нашата економија. Во делот на финансиската сметка на платниот биланс очекуваме приливите во финансиската сметка да продолжат, во просек да бидат околу 3,3% од БДП, што би значило да бидат доволни за покривање на дефицитот на тековната сметка, за кој што споменав дека го очекуваме во просек некаде околу 1,5% и дополнително да овозможат на тамошна акумулација на девизните резерви. Клучните приливи кои што ги очекуваме во финансиската сметка се странските директни инвестиции и долгорочното задолжување, значи финансиските заеми на јавниот и на приватниот сектор. Со оглед на овие движења на тековната сметка и финансиската сметка, очекуваме дека во текот на целиот период на проекции, показателите за адекватноста на девизните резерви, како што се, например, соодносот на резервите со проектираниот увоз на стоки и услуги или соодносот со долгот, со резидуално достасување и слично, да останат во сигурната зона. Значи да бидат адекватни за амортизација за било какви идни шокови. Во однос на монетарниот сектор, мислам дека следите и веќе знаете, солидни се придвижувањата во монетарниот сектор. Минатата година бевме сведоци на поизразено забрзување и на депозитниот и на кредитниот раст, кое што во голема мера беше предвидено и од поповолните движења кај корпоративниот сектор. Така минатата година депозитниот раст забрза од 5 на 10%, оваа година овие поволни движења продолжуваат согласно со последно расположливите податоци од септември. Депозитниот раст е околу 10% на годишна основа, а кредитниот раст изнесува 7%. Во однос на априлските проекции, депозитниот раст ги надмина очекувањата, додека кредитните тикови беа умерено пониски од проекцијата.
Имајќи ги предвид промените во иницијалните услови, а при оцени за стабилен амбиент и засилена економска активност, во 2019 година се очекува депозитен раст од 9,6%, во априлската проекција очекувавме 8,3%, додека во периодот 2020-2022 година се очекува истиот да биде во просек околу 8,5%, што би значило непроменетост на нашите априлски очекувања. Во однос на кредитната активност на банките, очекуваме таа да биде значајна поддршка и важен фактор за економскиот раст. Се очекува кредитниот раст оваа година да изнесува близу 7%. Во априлската проекција очекувавме 8%, но споменав дека има мало надолу купување, кое што го рефлектираме сега во овие нови проекции, а на среден рок се очекува благо забрзување на кредитната активност, односно кредитен раст од околу 8%. Резимирано, по намалувањето на каматната стапка во март оваа година не се направени дополнителни промени во поставеноста на монетарната политика, односно каматната стапка беше задржана на ниво од 2,25%, што е историско најниско ниво. Причината за тоа е бидејќи оцената беше соодветност на монетарната политика на движењата кај економските и финансиските варијабли во нашата економија. Најновите проекции на Народната банка за следниот период базираат на предпоставки за стабилен и предвидлив домашен контекст, на тамошен раст на извозот и засилување на јавниот инфраструктурен циклус. Евентуални отстапување од овие предпоставки или остварување на некои од негативните ризици, кои во тековниот циклус на проекции се понагласени споредено со април, може да предизвика отстапување од проекцијата. Општо земено, последните макроекономски проекции укажуваат на здрави и солидни основи на домашната економија со потенцијал за солиден раст, поддржани од кредитната активност на банките, а при отсуство на инфлацијски притисоци и поголеми нерамнотежи во надворешната позиција. Народната банка и во следниот период, како и досега, внимателно ќе ги следи движењата, како и промените во домашниот и надворешниот контекст, а секако соодветно на тоа ќе ја прилагодува и монетарната политика. Благодарам. Сега